Конечно, по неколкократното одлагање, започнува реализацијата на едно од повеќето предизборни ветувања на актуелната локална власт. Камен темелникот за изградбата на детската градинка во населбата Точила ќе биде поставен в петок, на 2 април. Овој проект тежи 110 милиони денари, а во објектот ќе можат да се згрижат околу 250 претшколски деца. Според зборовите на градоначалникот Илија Јовановски, градинката требало да биде готова до крајот од годинава. Меѓутоа, неизвестно останува кога ќе се започне со изградбата, а уште повеќе кога ќе биде и завршен спортско-рекреативниот центар со покриен базен, проект вреден 120 милиони денари и кој според предизборните ветувања требаше да биде дел од комплексот со детската градинка, а и двата да бидат завршени до крајот на оваа година. Во теки постапката, се прават последните завршни работи, мислам дека за 2-3 месеци ќе има. Нема да се изгради во целост, ама ќе биде повеќе од пола направен, ајде да кажем така е планот. Подобри времења ќе чека и изградбата на новиот театар. Иако уште во декември минатата година со овој проект се пофали и премиерот Зоран Заев, сепак според градоначалникот Илија Јовановски и тука најверојатно ќе има известно пролонгирање. Во моментот се трансферираат 4,5 милиони денари на сметка наменска посебна на Прилеп за изработка на главниот проект за театарот, кој што следната година ќе почне да се гради во Прилеп. Не можело парите да се префрлат на општината, туку парите ќе се префрлат на театарот, Домот на културата Марко Цепенков, на тај идејниот проект што го има општината, ќе му го даде на овој Марко Цепенков и сега треба овој наредниот месец да направи театарот, тоест Домот на културата, основен проект за театарот. Годинава, речиси сигурно е и дека нема да се реконструира ниту старата Прилепска чаршија, за кој проект од општинскиот буџет веќе се издвоени 50 милиони денари. Причината била што станувало збор за доста сензитивно прашање, бидејќи угостителите и дуќанџиите од чаршијата имале своји барања, а кои се наметнале како последица од пандемијата, кога безмалку целата чаршија едва врзува крај со крај, објаснува градоначалникот Илија Јовановски, додавајќи дека овие веќе издвоени средства најверојатно со ребаланс на општинскиот буџет ќе биле пренаменети.